Со нови вработувања на доктори и медицински сестри и ставање во функција на дневната онколошка амбуланта во ГОП 8 септември, ќе се намалува притисокот врз клиниката за онкологија. Министерот Таравари најави дека за неколку недели онколошкиот блок во градската болница ќе почне со работа, а за околу 6 месеци најверојатно ќе проработи и акцелераторот кој со години фаќал само прашина. Ќе се прават напори овие апарати да профункционираат и во Штипската и Битолската болница. Ќе треба клиниката за онкологија да има договор со Општа болница од 8 септември за да некако бидат под капа на 8 септември под контрола на клиниката за онкологија, зборувам за онколошки пациенти, така да можам да кажам со сигурност дека се надевам барем за месец дена одредена терапија ќе започнат да примаат пациенти во 8 септември, со што ќе растеретиме делумно ќе растеретиме клиниката за онкологија. Според директорите на 8 септември и клиниката за онкологија, идејата на министерот е одлична. Тие велат дека подготвени се за новите предизвици. Конечно, да се подобрат условите за пациентите и вработените. Клиниката за онкологија да ја растеретуваме со пациенти кои што можат да ја примаат терапијата од аспект на специјалистичко-консултативната дејност онкологија и во нашата болница. Во однос на бројката, верувајте, колкава и да е таа, многу ќе го растерети оној ред на чекање кој што постои на клиниката на онкологија. Секој пациент што можеме да го пратиме во ГОП 8 септември ќе растерети гужвата на универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Таравари е дециден дека вработување во здравството ќе има во најскоро време, а за покачување на платите на здравствените работници за сега немало финансиски услови. Да се надевам дека во здравството нема да има огромно скратување во буџетот, бидејќи мора да преживееме и да поминеме до ноември оваа година. Со синдикатите имав еден состанок, повторно ќе идемам и ќе побарам од нив разбирање за идната година, евентуално да се договориме. Оваа година практично е невозможно да се донесе нов колективен договор. Независниот синдикат на здравствените работници и Сдруженијето на приватни лекари пред еден месец посочија дека бараат зголемување на платите во здравството, решавање на статусот на лекарите и медицинските сестри кои работат, а немаат пензиско и здравствено осигурување, како и одложување на пензионирањето на матичните лекари.